Кривични пријави и затвор ги чека газдите кои државни субвенции ќе добијат, а плата на работниците нема да поделат. Според синдикатот, со последната мерка, можните малверзации се спречени. Не изнајдовме решение, тоа е едно техничко решение, како тие плати би ги платила владата на директното конто на работникот, бидејќи ако го сторевме тоа, ќе се створеше хаос по плаќање на придонесите. Затоа ние ставивме на клаузула за користење на оваа субвенција, каде што јасно вели секој е работодавач кој ќе злоупотреби субвенциите за платите за месец октомври, ноември и декември, му следува кривична пријава или затвор. Иако малверзации од поединци беа констатирани, сепак работодавачите уште еднаш добија колективна шлаканица. Не, јас немав впечаток дека од излагањето и на премиерот и на потпредседател на влада дека за некои рестриктивни мерки, бидејќи во третиот сет на мерки после МПИ-нот и утврдување на износот кој го следува работодавачот, немаше други критериуми понатаму, не се следеше работодавачот дали ги исплати или не ги исплати. Така да мислам дека таа работа многу лесно ќе може да се реши. Во намерата парите по секоја цена да стигнат до работниците, до последен момент актуелна била и идејата, наместо на фирмите, тие да бидат префрлени на сметка на работниците. Зошто владата не го направи тоа? Системот за интегрирана наплата бара при пресметката и исплатите на платите паралелно да се врши исплата и на нето платите и на данокот на личен доход и на придонесите од плата. Значи, не е можно парцијално, односно исплата на нето платата што се субвенционира во полза на трсатските сметки директно на вработените, бидејќи со тоа се руши и самиот принцип на книговодствената евиденција, каде што се бара документарност, ажурност и така натаму. Втора заштита во корист на работниците е и тоа што услов субвенциите да бидат искористени е фирмите на 31 јули и сега да имаат ист број вработени. Сметам дека со ова субвенционирање ќе се покријат најзагрижените сектори од трудоинтензивната дејност и верувам дека работодавачите ќе овој пат ќе бидат фер и парите што ќе бидат земени за субвенционирање на плати ќе бидат во целост исплатени. Третиот момент кој доправа треба да се реализира низ договори е дека најмалку 3 месеци од примањето на субвенциите, отпуштањето на работници ќе биде забрането. Последните мерки на стопанството треба многу да му помогнат, но што работодавачите би додале или одзеле на овие пакет мерки? Мислам дека владата се обидува да ги офати сите категории на граѓани, но како точно ќе оди и дали критериумите ќе бидат окей, ќе видиме дури откако ќе видиме предлог мерките напишани на хартија. Сега и можеме само нашто први впечаток да го покажеме од тоа каков впечаток имаме, додека конкретно може да разговараме откако ќе бидат предлог законите ставени на маса. Според владата и премиерот Зоран Заев, овие мерки треба да поддржат околу 250.000 работни места во пребродување на кризата.